Студентскиот сојуз не сме против оптимизација на основното образование, меѓутоа ние сме против спорниот план кој што ни беше доставен од страна на градоначалникот и општинската администрација за тоа како да биде спроведена таа оптимизација. Клучни точки кои што беа наведени од страна на градоначалникот и општинската администрација, дека со тоа ќе се добие штедење и кратење на финансиските трошици. Меѓутоа тука не спаѓаат само финансиските трошици. Тука има и текако социјален аспект. Први на удар ќе бидат родителите и децата кои што се ученици во основното училиште Гоце Делчев село Велјуса. Тие веќе формирани социјални односи меѓу нив во мала средина и во други просторни услови, со формирани односи со своите наставници, сега ќе бидат приморани од 1 септември да патуваат и да следат настава во основното училиште Сандо Масев, каде и текако се исполнети сите оделенија и сите училници и се на работ на своите просторни можности. Втор аспект и на втори на удар ќе бидат наставничкиот кадар, кој што оние со определено работно време сигурно ќе ги загубат своите работни места, додека наставниците кои се на неопределено работно време ќе бидат трансферирани и преместени во другите основни училишта без да знаат дали ќе имаат полн фонд на часови и дали ќе треба да се трансферираат на други предмети кои што ќе бидат избор. Трето, кој што е исто така доста симптоматично и да кажем иронично, пред 2 години ова исто основно училиште беше реновирано од претходните власти и ова училиште представува едно од најмодерните во општината и во самиот регион. И сега децата од, да кажеме, со совршени просторни услови ќе бидат преместени во Сандо Масев, каде што просторните услови се намалени. Исто така, ова би влијало многу на самиот демографски карактер на ова населено место. Со ова ќе му скратиме можноста на младите брачни парови, идните родители да ја немаат можноста нивните деца да се образуваат во место на живење. Тоа и текако ќе влијае на демографскиот карактер на ова село.